Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате: гостиварци одржаа протест, не отстапуваат од барањето за затворање на Русино. Трибина на планинарите и екологистите. Најавена е еколошка акција за чистење на Лешница. Трinaесет новозаразени со COVID-19 во Тетовско, 11 од општина Тетово, а 20 од Боговиње. Русино е смрт, сакаме цвеќе, не депонија, порачаа гостиварци на протестот што се одржа вчера попладне во Гостивар. Граѓаните бараат затворање на Русино и постапка за изнаоѓање нова локација за регионална полошка депонија. Гостиварци уште еднаш протестираа против претворањето на Русино во регионална депонија за полог. Протестниот марш започна пред општинската зграда, преку централното градско подрачје, улицата Деварска, булеварот Браќа Гиновски и се заокружи пред судската зграда. Гостивар е против Русино да биде депонија 10 години. Стоп Русино! Стоп Русино! Граѓаните носеа транспаренти со надписи "Русино е смрт", "Уште 10 години пекол", "Белите дробови ни се црни" и така натаму. Прв пат можам јасно да кажам дека се собираме со цел конечно затварање на дивото џубриште. Имаме голема поддршка од градоначалникот, сите советници во општината, како и политичките представници, и сметаме дека ова можеби ќе биде и последен протест пред да се затвори. Значи, крајна цел е затварање на Русино и нормално, дај Боже, некогаш да пиеме кафе горе на убава површина и пошумена. На протестот се појави и градоначалникот Таравари, кој нагласи дека генерално се согласува со ставовите на граѓаните, дека Русино не е погодна локација за регионална депонија. Јас начелно се согласувам дека Русино не е адекватно место за регионална депонија, дека треба да се премести, дека не може тоа да биде во тек на една недела или еден месец или една година, нека биде рокот за 3 или 4 години, меѓутоа се согласувам со сите овие луѓе што се тука, дека депонијата треба, регионалната депонија за Полошкиот регион треба да биде во друга локација, меѓутоа треба да имаме предвид дека за тоа треба визибилитет, да се види точно каде може тоа да биде. Меѓутоа, не како што вели министерот за идните 10 години, тоа е невозможно, бидејќи гледате, се поставуваат пожари, има загадување на воздух. Протестниот марш символично го предводеа дечиња со букети во рацете, со цел да се испрати порака: гостиварци сакаат цвеќе, а не депонија. Утре представници на иницијативата Стоп Русино и гостиварскиот градоначалник за проблемот со депонирањето на отпадот ќе остварат средба со министерот за животна средина Насер Нуредини. Вчера вечер во Тетово се одржа трибина организирана од група планинари, екологисти и здруженија, кои се дел од кампањата Стоп за мали хидроцентрали на Лешница. Нивна цел е да ја спречат изградбата на хидроцентралите и да дадат придонес за заштита на природата на Шарпланина. Стоп за мали хидроцентрали на Лешница. Вака е насловена кампањата која ја започнуваат повеќе планинари, здруженија екологисти. Вчера вечер во Тетово ти одржаа трибина. Повеќе засегнати страни формирале така наречен Зелен фронт, кој има за цел запирање на изградбата на хидроцентралите на Лешница и штитење на Шарпланина воопшто. Значи, ова е нешто што нас многу не боли планинарите. Лешница е срцето на Шарпланина. Треба да ги болите товчени, која ќе продолжи се до донесување на одлука на запирање на изградбата на малите хидроцентрали во идното заштитено подрачје, Националниот парк Шарпланина. Сите знаеме, Шарпланина се заштитува како национален парк, но реките, крвотокот на планините се уништуваат и цицаат со изградба на малите хидроцентрали. Сега малце ќе ви кажам во бројки. Во функција се 11 мали хидроцентрали, 2 на Глабочица, 2 на Одранска, 1 на Пен, 1 на
навијачки, една на брза вода и 3 на Бистрица. Тоа се 11 во функција. Просторот каде што тие се изградени во моментов, тој е девастиран и никогаш нема да биде поврдан. Така да децата таму наши што ќе ги однесеме, ќе гледаат само бетон. Таму воопшто не постои природа. 9 мини хидроцентрали е склучен договор за концесија. 3 на Пена, една на Вејачка, една на Кара Никола. Мини хидроцентрали на Пена се злосврство против природата и уништување на срдство на шара. Со намалување на протокот на Пена може да се загрози водоснабдувањето во Тетово. Иницијаторите на кампањата тврдат дека и Македонија треба да примени иницијатива како онаа во Босна и Херцеговина. Шар планина и без да се прогласи као национален парк е емералд зона каде строго се забранува изградење на било какви хидроцентрали. Исто така сакаме да се убрза и прогласувањето на Шар планина као национален парк и еднаш да се забрануваат овие градби. Како што рековме, на 24 јуни парламентот на Босна и Херцеговина има донесена одлука за забрана на изградба на овие хидроцентрали. Истото треба да ја направи и Македонија. Значи не збориме за Швајцарија или некоја друга земја, туку за Босна и Херцеговина која има потешко и као држава има потешкот и на функционалност за разлика од Македонија. Доколку е потребно, учесниците во кампањата истакнаа дека ќе одат дури и на терен за да ја спречат градбата. За следниот викенд најавија марш до Лешница за да го изразат револтот за градбата на хидроцентралите. Планинарскиот клуб Јелак од Тетово организира марш до местноста Лешница и спроведување еколошка акција за чистење на тој предел. Акцијата е насловена "Чисто како Лешница после нас". Местноста Лешница на Шарпланина со своите убавини оваа година привлече рекорден број посетители, кои за жал зад себе оставија голем неред. Од планинарските клубови велат дека на овие предели има многу смет кој што треба да се исчисти. Планинарскиот клуб Јелак во недела организира марш до местноста Лешница и спроведување еколошка акција. Лешница како место познато и како еден така белек, еден од најубавите предели на Шарпланина во тоа предничеше и беше посетен од многу голем број на туристи, што до сега не било случај. Таа зголемена фреквенција остави многу отпад и траги позади и редно е ние како тетовчани пред се и како влюбеници во планината да помогнеме и некако да се погрижиме за да го собереме тоа што несовесните посетители го оставиле. Ги повикуваме сите влюбеници во планината, спортски здруженија, планинари, планинарски клубови, ловџи, сите оние кои сакаат да придонесат во зачувување, во барем враќање на нормалната горе на Лешница, да ни се приклучат во недела. Поаѓаме во 8 часот од селото Бозовце. Планинарската акција, затоа што е ова нели планинарска акција, сепак се планинари од Бозовце до местото Лешница, тоа е лесна, средно напорна тура во траење од 3 часа до Лешница. Таму ќе организираме чистење на локацијата. Во соработка со јавното предпријатие Национални шуми обезбеден е одвоен транспорт на ѓубрето од Лешница па се до местото на негово одлагање во Тетово. Во соработка со јавното предпријатие Национални шуми ние организираме одвоен транспорт на сметот, така да сето на ѓубре што ќе го собереме горе нема да го оставиме, туку јавното предпријатие Национални шуми ќе го транспортира до Тетово, а подоцна потоа ЈКП ќе се погрижи за сметот. Ние се обезбедивме одредена количина на вреќи за смет, ракавици за учесниците. За во иднина да нема штети на природата. Од ПК Јелак апелираат лицата кои ги посетуваат планините, најпрво да се зачленат во клубовите за да се стекнат со соодветна едукација. Оваа наша акција сега е за санација на штетата што е направена на Лешница од несовесните туристи и излетници таму. Затоа ја користам сега оваа прилика да ги повикам сите оние што сакаат да се занимаваат со планинарење, тоа да не го прават индивидуално, туку да се зачленат во планинарските клубови, каде што ќе стекнат едукација за планинарењето и ќе бидеме заедно организирани, па во иднина вакви немили случаи и штети на природата да се случуваат што помалку.
Повеќе од 600 основци од социјално загрозени семејства во Гостивар пред почетокот на новата учебна година ќе добијат ранци и училишен прибор. Донациите се собираа преку хуманитарна акција со Срце дарувај, ученик израдувај. Во пресрет на почетокот на новата учебна година, за над 600 основци од социјално загрозени семејства во Гостивар обезбедени се ранци и училишен прибор. Донациите се собираа преку хуманитарна акција со Срце дарувај, ученик израдувај, што ја спроведе Општинскиот сектор за јавни дејности во соработка со основните училишта. Чантите и приборот веќе се дистрибуираат до училиштата, кои ќе ги поделат на учениците на кои им е најпотребна помош. Atër aksioni me zemër dhurojnë nxënës gëzojnicuar nga sektori për veprimtari. Акцијата траеше околу 3 недели и ја заокруживме успешно. Може да кажам дека и ги надмина нашите очекувања. Досега донациите се дистрибуираа до сите подрачни основни училишта, а во текот на оваа недела остатокот ќе биде распределен до централните училишта во градот за сите ученици кои се наведени во списоците, како ученици со социјално загрозен статус. Гостиварци уште еднаш покажаа дарежливост и хуманост, за што сме многу благодарни. Сите кои даваат придонес не мотивираат и нас да ја организираме акцијата традиционално. Новата учебна година почнува на 1 октомври. Учениците од 1 до 3 во сите училишта во Гостивар наставата ќе ја следат со физичко присуство. Така ќе биде и во училиштата во селата, каде има паралелки со помал број на деца. 13 нови случаи на COVID-19 во Тетовско во последното деноноќие. Министерот апелира на целосно почитување на мерките и сериозно сваќање на ситуацијата. Нови 13 новозаразени лица со COVID-19 во Тетовско, 11 од општина Тетово и 2 од општина Боговиње, информираа од Центарот за јавно здравје Тетово. Од Тетовската клиничка болница информираа дека во моментов хоспитализирани се 16 лица со COVID-19. Министерот за здравство Венко Филипче истакна дека граѓаните треба сериозно да ја сватат ситуацијата и да ги почитуваат мерките за да не дојде до преполнување на капацитетите во болниците. Иако во моментот вкупниот капацитет на болниците е во сосема добра состојба, еден од најголемите ризици беше и останува секако притисокот врз нашиот здравствен систем. Свесни дека повеќе од сигурно ќе се соочиме со есенски бран, ние уште на почетокот на летото го подготвуваме здравствениот систем, ги зголемуваме капацитетите на болниците, функционира системот на ротација на лекари и медицински сестри, но системот не може без граѓаните и нивната поддршка. Сите се важни во овој процес, да ги почитуваме мерките, да не дозволиме да се преполнат болниците. Непочитувањето на мерките ќе значи оптеретени и изморени здравствени работници, кои заради големиот број на пациенти нема да можат да пружат соодветна нега и грижа. Да ги почитуваме мерките, бидејќи тоа значи истовремено и почит кон здравствените работници. Секој од нас мора да разбере сериозноста од тоа што ни престои, мора да разбере дека непочитувањето на мерките ќе не одведе кон нови рестрикции, кои секако никој од нас не ги посакува. Може да не одведе кон критична состојба во болниците, кон нова неизвестност на секое поле. Во текот на изминатото деноноќие според статистиката на СВР Тетово, за неносење заштитни маски на вкупно 87 лица, 56 од Тетово и 31 лице од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 48 лица од Тетово и 15 лица од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 312 лица од Тетово и 143 лица од Гостивар со вакви решенија, и при тоа не било утврдено непочитување на истите. Состојбата во земјата и регионот е стабилна и не може да се наруши територијалниот интегритет. Председателот Пендаровски ја изнесе оценката од состанокот на денеска одржаниот Совет за безбедност. По конституирање на новата влада, видовте и самите на почетокот, присутни беа постојаните членови на Советот, освен мене председателот на Собранието и председателот на владата, беа присутни министрите за одбрана, внатрешни и надворешни и членовите на Советот за безбедност, професорите Трајан Гоцевски, Ветон Љатифи и Ненад Марковиќ.
На моја покана, со оглед на дневниот ред, присуствува и директорот на Агенцијата за разузнавање, директорот на Агенцијата за национална безбедност, директорот на оперативно-техничката агенција ОТА и началникот на Генерал штаб на армијата. Главна точка на дневниот ред, не е единствена, на 8-та седница на Советот беше политичко-безбедносната состојба и во земјава и во регионот. Ова истовремено беше и прва седница на Советот за безбедност на која се дискутираше на оваа тема откако станавме членка на НАТО од март оваа година. Представниците од надлежните служби и министерства реферираа за внатрешната безбедносна динамика и нашето обкружување. Советот заклучи дека состојбата во земјата и регионот е стабилна и дека нема индиции дека би можел да биде загрозен нашиот територијален интегритет и суверенитет. Надлежните институции во континуитет ги следат сите ситуации кои потенцијално би можеле да прераснат во посериозен безбедносен проблем, вклучувајќи и тука евентуален нов бран на бегалска односно мигрантска криза. Сепак најголемата криза со која сме и денес соочени е пандемијата на COVID-19. Се разбира не само кај нас, туку и во светот, значи на глобално ниво. Пандемијата продира во сите сектори, здравствен, економски, социјален, се разбира и безбедносен. За прв пат во земјава имавме во изминатиот период прогласена вонредна состојба, а представниците и на полицијата и на армијата имаат дополнителен, сосема поинаков ангажман и задачи, и во најголем дел работеа во поддршка на цивилните структури во справување со кризата предизвикана од коронавирусот. Пандемијата останува најважниот предизвик за нашето општество и во следните месеци, со влијание и врз економијата, и врз здравството, но не очекуваме, според денес направените и презентирани проценки, дека ќе има развој кој би влијал на општата безбедност во земјата. Председателот на владата Зоран Заев денес се обрати на јавноста по средбата со амбасадорот на Европската унија во земјава Дејвид Гир. Заев изрази надеж дека министерскиот состанок на Европска унија во ноември ќе има успешна завршница. Гир пак порача дека владењето на правото е клучно во преговорите со Европската унија. Определен е пат кој води напред кон заедничкото семејство со европските народи обединети во Европската унија. Станува збор за неповратен процес и сакам да го изразам исклучителното задоволство од драфтот на преговарачката рамка предложена од страна на Европската комисија. Се надевам дека дискусијата за преговарачката рамка во Брисел ќе има успешна завршница на Советот на општи прашања, односно на ГАК на 10 ноември, пошто ќе биде реално да очекуваме одржување на првата меѓувладина конференција во декември. Нашата намера е да ја активираме брзата трака на преговорите по поглавја со целосно и безусловно исполнување на нашата ЕУ агенда. Земјата во оваа фаза на процесот на интеграција во ЕУ веќе постигна многу кога станува збор за реформите, но исто така и во смисла на решавање на билатералните спорови со соседите, кога признаваме дека Северна Македонија е пример за целиот регион. Треба да се реформираат сите области, особено владењето на правото, кое што е еден од клучните кластери во преговорите според новата методологија за проширување на Европската унија. Гостиварец пријавил во полицијата дека бил измамен. Приведени лица поради поседување дрога и поради извршена кражба. Во билтенот е информација за повреден пешак. Жител на Гостивар вчера во СВР Тетово пријавил дека на 20 овој месец телефонски му се јавило едно лице и му побарало 300 евра, наводно за да биде донесен починат човек од Република Албанија, но дека пријавениот моментно се враќа од Република Турција и затоа парите ќе треба да му ги даде на друго лице, кое ќе дојде да ги земе на местото што со него ќе се договорат. По пладнето во близина на Здунска крстосница лицето дошло со возило, а гостиварецот му ги дал парите, пошто повеќе не го слушнал и сватил дека е измамен. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Во напуштен објект на улица Љуботенска во Тетово вчера полициски службеници лишиле од слобода 40-годишен тетовец и 37-годишник од Тетовско Милетино, затоа што при нивен преглед пронајден им е хероин.
Вчера лишен од слобода и 31-годишник од Гостиварска Долна Бањица поради извршена кражба на мобилен телефон. Денеска околу 5 часот и 20 минути на улица Видоа Смилевски Батово Тетово, патничко моторно возило Ауди А8 со тетовски регистерски ознаки, управувано од 33 годишник, удрило во 31 годишна тетовка која со медицинско возило била пренесена во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош. Од СВР Тетово информираат дека во вчерашните засилени сообраќајно-контролни активности за поголем ред и безбедност со паркирањето, вкупно биле откриени, законски санкционирани и подигнати 21 погрешно, односно непрописно паркирано возило, од кои 16 во Тетово и 5 во Гостивар. Покрај ова во Тетово биле санкционирани и 8 лица кои ги управувале возилата без положен возачки испит, 3 нерегистрирани возила и други прекршоци, а кои се заокружени со соодветни поднесоци. Казни од 300 евра за физички и од 1000 евра за правни лица за вградени уреди во автомобилите за давање посебни светлосни и звучни знаци. Секторот за внатрешни работи Тетово започна со контролни и други мерки за откривање и законско санкционирање на возила кои спротивно на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата имаат вградено и користат уреди за давање посебни светлосни и звучни знаци, попознати како флешери. Сите кои незаконски користат вакви уреди се санкционираат со изготвување на соодветни поднесоци. Паричната глоба за физичките лица изнесува 300, а за правните лица 2000 евра во денарска противредност. Секторот за внатрешни работи Тетово потсетува дека ваков вид уреди можат да користат само возила со кои полицијата или воената полиција врши придружба, како и возила со право на првенство на минување. Со цел уште еднаш поблиску да се информираат за начинот на користење на уредите за давање посебни светлосни и звучни знаци, но и за законските импликации доколку се злоупотребат истите од физички или правни лица. Одсекот за превенција на СВР Тетово ќе оствари средби со одговорните лица во сите локални самоуправи на подрачјето. Екипата на Тетекс во четврто коло од новата сезона во втората македонска фудбалска лига ја забележа првата победа откако славеше над Дрита со 2:0. Екипата на Тетекс во четвртото коло од новата сезона на втората македонска фудбалска лига ја забележа првата победа, а со тоа ги освои првите поени и веќе не се на последната позиција на табелата. Текстилците сосема заслужено ја совладаат Дрита од Боговиње со 2:0, со головите на Чилјафи и Скендери. Тренерот на Тетекс Славчо Георгиевски е задоволен од играта што ја прикажале неговите избраници, но најавува дека играта и резултатите дополнително ќе се подобруваат. Како прва победа импресиите се секогаш, нели, големи и задоволни сме што после една недела по доаѓањето и првиот пораз, нели, што го имавме, почнаме да напредуваме во играта, почнаме да го даваме максимумот, иако има се уште време и многу работа, мислам дека и на првиот надпревар со Велешта и на вториот надпревар со Дрита покажавме добра игра, меѓутоа ништо, како што кажа во првата моја изјава по доаѓањето, не доаѓа преку ноќ, ни треба време и ни треба работа, за да играчите навикнат на стилот на нашата работа и за тоа што го бараме конкретно во играта. Следното петто коло екипата на Тетекс има тешко гостување на Автокоманда против лидерот Скопје. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието, останете со нашата програма. Пријатно!